На денешната пресконференција ќе ви информираме за тоа дека во изминатиот период преку групацијата за лифтови имаше доставено барање до Министерството за економија и до владата да се одложи примената на правилникот за користење на лифтови, бидејќи во тој период невозможно беше да се исполнат одредени членови од правилникот, конкретно член 68, односно дел од дефинираните правила во член 68. Иако од 1 јануари оваа година веќе е повторно во примена овој правилник, чие што всушност право име е Правилник за користење на лифтови и транспортери, донесен од 24 февруари 2009 година, сепак повторно членките во групацијата за лифтови и во групацијата за домување и управување со стамбен и деловен простор по заеднички консултации констатираат дека нема услови да се примени правилникот за лифтови и транспортери и повторно согласно дефинирани одредби во член 68, но и во други членови од овој правилник. Имено како групации, односно како членки во рамки на двете групации, компаниите сметаат дека дел од обврските што ги предвидува правилникот за лифтови и транспортери не е возможно да се применат од аспект на големи инвестиции и вложувања за процедури без кои што и онака лифтовите може да функционираат нормално како и досега. За таа цел сметаме дека на средбата што ја иницираме директно со владата, значи не со конкретни министерства, него конкретно со владата, се надеваме дека ќе успееме да добиеме позитивен повратен одговор, дека ќе дојде до промена на правилникот за користење лифтови и транспортери, со тоа што дел од процедурите дефинирани во одредени членови во овој правилник ќе бидат иземени од истиот, што значи бараме измена и дополнување на правилникот за користење лифтови и транспортери, се во насока да се намалат финансиските трошоци за инвестирање во постојните лифтови, со што ќе се и при тоа во исто време да се гарантира она сигурност која што и сега постои во функционирањето на лифтовите. Зашто бараме директно средба со владата, бидејќи примената на овој правилник е во надлежност на Државниот технички инспекторат, а Државниот технички инспекторат е директно под надлежност на самата влада. Бараме состанок со представници од владата. На тој состанок би сакале да ги презентираме нашите идеи до владата, се со цел да се зголеми безбедноста во користењето на лифтовите и при тоа да не се зголеми трошокот кој секако паѓа на грбот на граѓаните. Сите овие измени кои што ги предвидува член 68 од правилникот за лифтови, каде што јасно е дефиниран рокот од 2019 година дека сите лифтови мора да бидат адаптирани согласно барањето од правилникот. Значи дел од нив не е едноставно возможно да се направат, а доколку се пристапи кон реално правење на измените на лифтовите, тоа би било огромен финансиски трошок кој што треба да го плаќат граѓаните. Затоа бараме итен состанок со представници од владата и бидејќи од 2008 година до овај момент нема ама баш никакви измени направено на самиот правилник, а сите ние знаеме дека во самиот правилник има доста пропусти. Значи во член 68 став 6, точка 1 став 6 вели поставување на уред за заштита од неконтролирани движења на кабината нагоре, која што треба да биде поставена заклучно со 1.1.2016 година. Согласно искуствата на фирмите кои што работат на поставување лифтови, согласно окружувањето, согласно земјите од Европската унија, во многу земји ваквата обврска воопшто не е потребна да се примени. Станува збор за усогласување со ЕУ директиви. Незината примена би значила поголеми инвестиции во лифтовите, во влезовите, во компаниите, онамо секаде каде што има поставено лифтови, а при тоа
доколку истата биде изменета, односно биде отстранета од правилникот, нема да дојде до нарушување на нормалното функционирање на лифтовите. Сметаме дека една ваква примена на ваков став од членот 68 само ќе представува дополнително финансиско оптоварување, повеќе 1000 евра, при тоа без да се помести и онака постојната функционалност на лифтовите. Дополнително, овој правилник има и други точки за кои што сметаме дека треба да претрпат корекции, бидејќи изминатиот период укажува дека некои работи треба да бидат променети затоа што постојниот правилник покажува слабости во делот на дефинирање на обврските на сервисери, во делот на обврските на оние што се одговорни за лифтовите. Така да сите овие искуства во комуникација со владата сметаме дека по укажување од страна на бизнис секторот треба да бидат основ за измени на правилникот во одредени членови. Бидејќи повторно ќе укажеме дека не станува збор за гарантирање на функционалноста на лифтовите, таа и сега постои, таа ќе постои и без примена на конкретниот став од член 68, но неговата имплементација, ако сепак се примени, ќе значи големо финансиско оптоварување. Согласно правилникот и улогата на управителите, да, ние сме засегнати, затоа што имаме закон за техничка инспекција и закон за домување, кои тие се два закона на различен начин толкувани. Ние како управители и согласно законот за домување имаме права каде управуваме, ги распределуваме сметките и се грижиме за исправноста на многу често на сите тие дојави на граѓаните кога не се во исправна состојба или нешто сигурно им фали на лифтовите, ние дојавуваме до компаниите кои се бават или кои се задолжени за тековно одржување на лифтовите. Тие да го отстранат тој дефект и многу често се случува да не може тој дефект веднаш да се отстрани, дали е поголем или како, ние дојавуваме до самите граѓани дека ќе биде направен таков и таков ремонт на самиот лифт или ќе треба толкова голема инвестиција согласно барањето на лифтот. Најважното во таа работа е дека ние не можеме да го исклучиме. Ние како управители немаме нити технички лица кои што го познаваат проблемот, нити можат да го исклучат самиот лифт, а знаеме дека ни самата компанија која се бави со тоа не смее да го исклучи без претходно да биде известен и инспекторатот. А знаеме дека нити па инспекторатот може тоа да го направат или да го пломбират лифтот, па да кажеме дека не може да се користи. Во целата таа ситуација ние сме први на удар, управителите со компанијата, зашто луѓето се јавуваат кај нас, бараат да и биде ставен во функција лифтот, кој што е нели секојаш една од најпотребните работи за пренесување, и второ е безбедноста за луѓето. Ние се грижиме за таа работа, ги известуваме, ама не сегаш имаме разбирање за таа работа. Не можеме едноставно ние како управители да го поправиме во процес во исто време собирање на понуди како би можело да се поправи тој најбрзо и најбезбедно да биде ставен во функција пак истиот и треба да го исполнува минимално техничко возење или безбедност на самиот лифт. Ние управуваме со многу згради, секоја зграда си има компанија кои самите станери си одбрале. Тие знаеме дека се грижат месечно, тековно доаѓаат до самите, детектираат и ни информираат за проблемите, ние ги пренесуваме и најголемиот и горкливиот проблем е собирањето на финансиски средства за поголем дефект или поправка, а согласно сега новите правилници знаеме дека е уште потешко да се соберат тие пари и тоа се прави тој еден план кој што е годишен или било како да се соберат тие средства за да може да се сервисира. Ние во преговори сме, освари не во преговори, имаме неколку состаници со Министерство за транспорт и врски, каде што и сакаме да направиме измени и дополнување законот за домување. Исто сме во координација со Министерство за економија, претпоставуваме и техничка инспекција, каде би можеле да ги смениме и закон за техничка инспекција, каде во нашиот случај за домување сме во колизија. Имаме различни мислења или ставови во однос на законот. Се надеваме дека ќе имаме подобар закон, ќе направиме подобар закон, каде би можеле
сите граѓани да учестват со време за инвестиции, значи да соберат пари за инвестиции, за да можат и тие да бидат нон-стоп во функција или во исправна состојба. Како и што знае председател да каже за лифтови дека исто и кола мора да се сервисира, секоја година мора да се прави сервис, редовен технички. Нас ни е во прилог да имаме исправни и безбедни лифтови за граѓаните.